Ново видео интервју на телевизија Република. Функционирањето на владата за спроведување на изборите, нешто што произлезе од Пржинскиот договор, преку функционирањето на Министерството за внатрешни работи, едно од најбитните министерства кога е безбедноста во прашање, во услови кога се најавува миграцијски бран низ државата, е темата на денешниот разговор тука во ова студио. До мене е дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Република. Ова куса најава за гледачите всушност треба да биде еден влез за она што е главната тема, односно функционирањето на Министерството за внатрешни работи, откако со него почна да, според Пржинскиот договор, да раководи лице определено од Социјалдемократскиот сојуз, од опозицијата, наместо експерт таму дојде генералниот секретар на партијата и со тоа започна, сведоци сме, на партизација на таа институција. А она што се добива како впечаток во јавноста е дека меѓусебно комуницирате преку соопштенија и судски одлуки. За жал морам да почнам со поделба или согледување на функционирањето на Министерството за внатрешни работи пред доаѓањето на Оливер Спасовски како техничко поставување на министер за внатрешни работи согласно договорот од Пржино и временски период од доаѓањето на министерот Спасовски па наово. Во тој контекст и во контекст на актуелните безбедносни прашања, актуелните безбедносни теми и во тој контекст на миграцијската криза, морам да спомнам дека се наоѓаме во исклучително осетлив временски период кога се актуелни и безбедносните закани од аспект на насилен екстремизам, тероризам и миграцијските процеси. Меѓутоа, еве, морам да констатирам дека Министерството за внатрешни работи функционира на начин кој што според мене сам по себе е несоодветен за ефикасно и ефективно справување со ризиците и со предизвиците со кои се соочуваме. Во тој контекст би сакал претходно да дадам еден приказ на тоа што се случуваше во Министерството за внатрешни работи пред ова техничко поставување или назначување на министер за внатрешни работи, и во тој контекст како долгогодишен работник во Министерството за внатрешни работи, еве речиси веќе 30 години работам во министерството, сум ги поменал сите хиерархиски нивоа. Можам слободно да кажам дека исклучително добро го познавам системот, но не би одел историски, би се осврнал на периодот од 2006 година па наомо до техничкото назначување на министер за внатрешни работи од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, и во тој контекст би посочил дека тоа беше еден период на интензивни реформски процеси во Министерството за внатрешни работи кои резултираа со многу резултати. Тоа го потенцирам и го спомнам не случајно од причина што многу шпекулации и многу конструкции претходеа на Пржинскиот договор за наводна партизација или политизација на Министерството за внатрешни работи, и не само пред доаѓањето на Спасовски, напротив, тој веројатно во улога на генерален секретар продолжи со таквата реторика да дава квалификации за министерството дека е партизирано, дека е политизирано, не знам до некои не знам какви нивоа. Меѓутоа сосема е различна ситуацијата и јас би го демантирал тука со конкретни факти, да кажеме со реформските процеси, и последица на тие реформски процеси се исклучително високите достигнувања на Министерството за внатрешни работи како институција или како министерство кое што ја има многу важната улога во државата за чување и заштита на безбедноста и јавниот ред и мир. Последица, кажав, на тие реформски процеси се многобројните признанија. 12 години поред ОПСЕ спроведува различни опсежни анкети за довербата на граѓаните во полицијата. Од 2008 година па наомо ние имаме континуиран пораст на довербата или изголемување на нивото на доверба на граѓаните во работењето на полицијата. И можам слободно да кажам дека показателите се импресивни, бидејќи се над просекот во државите во Европска унија.
Тоа е само еден од показателите кои кажува дека министрот за внатрешни работи бил поставен на правилни основи и функционирало како треба, бидејќи граѓаните се тие што на крај се тие објективни суди кои што можат да судат за тоа што се случува во министерството и како тоа се врши функцијата која има во општеството. Понатаму показател кој што укажува на капацитетите, на институционалните капацитети на министер за внатрешни работи се оние извештаи, генерални глобални извештаи кои State Departmentот ги подготвува за капацитетите на државите во сузбивањето и борбата против трговија со луѓе. Република Македонија повеќе години наназад се наоѓа во првата група на држави од 157-158 држави, мислам, во групата на прва категорија на држави со развиени капацитети за превенирање и сузбивање на трговија со луѓе. Или се наоѓа во друштво со неколку држави од Европска унија, како Велика Британија, како Финска, како Италија, како Франција, како Германија или Соединетите американски држави пошироко. Да продолжам со индикатори или со показатели кои укажуваат дека Министерството за внатрешни работи функционирало како треба и си ја вршило својата улога преку многобројните резултати кои што ги имаме постигнато не на внатрешно ниво, на надворешен план во однос на меѓународната полициска соработка и борба против организирани криминални групи на глобално ниво. Значи имаме добиено доста награди во борбата против компјутерски криминал. Сме биле респективен партнер како министер за внатрешни работи на многу полициски служби во држави од Европска унија, Федералното биро за истраги. Понатаму имаме доста резултати и признанија за спроведени акции заедно со други полициски служби од Европа во борбата против дрога и да не ги набројувам многуте практично показатели за кои јавноста знаеше и беше информирана во континуитет за сето тоа што беше достигнување во борбата против организираниот криминал и тероризмот. Нема историски тука да се осврнувам, ќе ги спомнам само Диво населје, ќе ги спомнам само акцијата Келија, што е се најтака последни што од таков обем и квалитет кој што ги има спроведено Министерство за внатрешни работи. И мислам дека Министерство за внатрешни работи е навистина заслужно за зачувување на безбедносната состојба во државата, која беше, нели, особено со случајот Диво населје во Куманово, беше доведена во прашање, но со ефикасна и со ефективна и енергична акција беа попречени заканите и намерите за дестабилизација на државата. И тука некаде би ве прекинал, за да може да направиме на споредба, јасни се успесите на МВР, јасни се изразени и преку овие анкети кои што ги напоменавте, но и воопшто меѓу луѓето во кои, нели, сите во ова општество во кое што живееме. И доаѓа моментот на Пржинскиот договор и доаѓа моментот каде што требаше да биде назначен експерт од безбедноста, кој што бе играл улогата на министер до спроведување на изборите во влада која што треба да биде и е наменета само за, нели, спроведување на тие избори. И наместо експерт доаѓа генералниот секретар на СДСМ. Потоа почнува да носи своји луѓе и да вработува своји луѓе. Па продолжува со унапредување на, и тоа не почитувајќи го оној систем на кариера што е воспоставен во Министерството за внатрешни работи, па имаме изрипување од 7 скалила, чинам беше на сопругот на министерката, исто техничка за труд и социјална политика, кој што работи во Министерството за внатрешни работи, преку 7 скалила и е назначен на друго работно повисоко место. Потоа гледаме дека доаѓаат и луѓе кои што се од главните тела на СДСМ кои што доаѓаат да работат како советници во Министерството за внатрешни работи. Тука се и луѓе, при тоа како сето тоа влие, сакам да доловам, при тоа луѓе кои што работат во Министерството за внатрешни работи имаат јасни пораки, недвосмислени преку социјалните мрежи кон јавноста, што веќе не може да се двои дека не мислев или не реков така, него тоа е официјален став и изјава кој што може да се земе во предвид, кои што се насочени кон насилие кон други лица кои што се неистомисленици. Тука би ги предочил многу, меѓу кои, нели, луѓе што работат во Центарот за односи со јавност таму, но има и полициски началници,
има и самостојни инспектори таму. Па како сето тоа влие и внатре, но и што може да се преземе за да се превенира? Не случајно посочив на период до доаѓањето на Оливер Спасовски и на резултатите и капацитетите на Министерството за внатрешни работи до тој период. Од причина што навистина сега се гледа, мислам, и граѓаните веројатно тоа може да го забележат практично како еден период сосема различен од тоа што претходеше до сега. Тоа што дојде генерален секретар за министер за внатрешни работи согласно Пржинскиот договор, морам да кажам дека сметав или имав проценка дека ќе има значителен товар во контекст на дополнителна политичка одговорност, бидејќи се работи за генерален секретар во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно во најголемата опозицијска партија. И сметав дека токму од таа позиција Оливер Спасовски требаше да биде внимателен за сите постапки и за сите действија кои што ги презема. Сите тие постапки и сите тие действија очекував да бидат во духот на Пржинскиот договор, да бидат во духот на воспоставување на една доверба внатре во општеството. Меѓутоа, наместо тоа што го очекував, морам да кажам дека бев изненаден, се случија сосема спротивни работи. Има ли ред сега во Министерството за внатрешни работи? Па морам да ви кажам дека нема ред во Министерството за внатрешни работи, бидејќи тој што треба да го воспоставува или да го гарантира редот во Министерството за внатрешни работи, тој е генератор на хаос, на неред, на правна несигурност. Во тој контекст, ќе тргнам од првиот потек него кога дојде за министер за внатрешни работи. Првата негова одлука беше преземање, односно укинување на властувањата и одземање на властувањата од директорите на Бирото за јавна безбедност и на Управата за безбедност и контрразузнавање и овластувањата на началници на регионалните сектори за внатрешни работи. Тоа беше еден прв чекор, што беше за мене еден јасен индикатор дека работите нема се движат во добар правец. Втор чекор понатаму беше за окружувањето него, односно неговото окружување со полициски советници, практично со лица кои се во перцепцијата на секој граѓанин или на секој вработен во Министерство за внатрешни работи, активисти на Социјалдемократскиот сојуз, кои требаше да гарантираат објективен пристап во работењето. Наместо тоа, како членови на матични комисии на Социјалдемократскиот сојуз или како председатели на комисии во Социјалдемократскиот сојуз, они се префрлија во Министерство за внатрешни работи да веднаш отпочнат со партизација и со политизација во структурите на Министерство за внатрешни работи преку регрутирање на нивни партиски активисти кои надвор од системот за управување со човечки ресурси во Министерство за внатрешни работи беа наградувани и поставувани на различни позиции, несоодветни, со скокања, како што кажавте, на неколку позиции нагоре. И практично со тоа направија еден хаос. Значи, организацијата, структурата и функционирањето на Министерството за внатрешни работи е утврдено во Закон за внатрешни работи. Многу јасно и недвосмислено е утврдено дека се работи за 3 нивоа во функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Тоа е политичко ниво, министрот и неговите советници, стратешкото ниво околу директорите на Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контрразузнавање и оперативно-тактичкото ниво преку регионалните сектори за внатрешни работи. Значи, јасен систем на децентрализација кој целосно го нарушија со директно мешање, да не кажам, лично од страна на министрот во конкретни оперативно-тактички прашања. Мешајќи се во различни истраги, занимавајќи се со повикување на лица за кои се водат некакви, не знам, конструирани случаи, па имаме информации дека тоа повикување е проследено со одредени закани и да не набројувам. Тоа е практично генерирање на еден хаос. И тоа токму од врвот на Министерството за внатрешни работи. Тоа не може да води на добро, затоа што, како што кажав, се создава една правна несигурност кај вработените. Сменија 5 началници на регионален сектор за внатрешни работи, незаконски. На нивно место поставија луѓе кои во нивната кариера
немат соодветни услови или не се вклопуваат во законски утврдените критериуми. Скокат по неколку хиерархиски нивоа за да бидат поставени за началници на регионален сектор. Имате Куманово, каде што полицаец е поставен за началник на регионален сектор за внатрешни работи. Имате Скопје, каде што активист на Социјалдемократскиот сојуз, кој мислам дека беше вклучен и инволвиран околу обезбедувањето на потпредседателот на СДС Шекеринска на некои од изборите, началник на СВР Скопје. Од овој сега ќе очекувате департизација или деполитизација, бидејќи они настапуваат со тезите дека МВР е партизирано и политизирано, што не е точно. Претходните индикатори што ги кажав или показатели што ги посочив говорат токму за спротивното, дека МВР е професионална структура. Така да тука доаѓаме до многу сличен случај, да речеме приведувањето на Едмонд Темелко, кој што го спореди однесувањето во Битола, во полициската станица во Битола, од началникот во Битола, како во времето што вели он грчките полицајци. Интересен е примерот што го дадовте. Значи, токму тој пример е потврда на тоа што го кажав до сега, односно на тезата дека се измешани функциите, односно се измешани одговорностите и активности кои што се спроведуваат на различни нивоа. Имате министар за внатрешни работи кој директно во договор со началникот на сектор за внатрешни работи Битола организирал со уште еден полицаец без знаење на директорот за јавна безбедност, без знаење на командирот на полициска станица во матичното место кај што живее Едмонд Темелко, вршат упат врз основа на некоја си наредба од специјално јавно обвинителство и вршат незаконско лишување од слобода. Зашто мислам дека во постапката пред Основен суд 1 веќе е утврдено дека со решение на кривичен совет, мислам, дека утврдено е дека се работи за незаконско лишување од слобода. Значи, еклатантно кршење на прописите за постапување во Министерството за внатрешни работи. Ќе ве потсетам на уште кога веќе ги фативме случаевите како што беше, меѓутоа тоа е интересно нели за публиката, сака да знае што се случувало со Едмонд Темелко, сака да знае и што е со случајот со претопувањето на Тодор Петров. Работи ли полицијата на тој случај? Еве два случаи каде што можеме да видиме сосема различни пристапи сосема различни пристапи на полицијата. Ако имате кај Едмонд Темелко на некој начин, не знам, некакво тргнување на системот на страна, па неколку луѓе па неколку луѓе ангажирани за лишување од слобода, тука имате неефикасно и неефективно постапување на полицијата. Тоа е случај еклатантен, се работи за насилство, во кој според мене сосема беа исполнети условите за определување на притвор и доколку се исполнети условите за определување на притвор, полицијата може да лиши од слобода без наредба од судена претходна постапка и лицето кое што ќе биде лишено од слобода да го спроведе пред судена претходна постапка кој одлучува за законитоста на постапувањето. Во овој случај МВР не постапуваше соодветно, односно не постапуваше ефективно, реагираше тромо со дописи, со покани, со службени белешки и така натаму. Ќе ве прашам и за уште еден случај кој што излезе во јавноста, тоа е лице за кое што се вели дека е висок полициски службеник во Чаир, баш во моментите по тепањето на Тодор Петров, упати, повторувам, јавно преку социјалните мрежи, закана дека сите ќе завршите така. Точно ги гледам и ги следам и социјалните мрежи. Може ли нешто да се преземе, конкретно околу тој случај? Бидејќи како човек може да биде заштитен од полицијата, при тоа кога еден висок полициски службеник може една таква закана да пушти, па и нека има свој политички определби и ориентации, воопшто тоа не е ни важно кога е таа функција во прашање. Суштинско е прашањето дали имат личен и професионален интегритет, а не дали имат политичко определување. Политичкото определување воопшто не смета доколку има личен и професионален интегритет. Во таа ситуација секој би постапувал службено, професионално, со почит и со респект
према процедурите и правилата во Министерството. Постојат ли норми кои што треба сега да се преземат за да постојат ли правила кои што треба да се преземат кон такво однесување? Значи постојат правила кои што треба да бидат применети во оваа ситуација, меѓутоа тоа се два примера, мислам дека ги спомнавте. Има доста такви примери каде што Има и од советник на министерот кој што упатува закана кон новинар. Значи има доста такви примери каде што е неопходно потребно да се спроведе дисциплинска постапка, бидејќи го рушат угледот на Министерството за внатрешни работи со своите тези или со своите пројавувања. Ние како припадници на Министерството за внатрешни работи треба да бидеме гаранција за безбедноста и за јавниот ред и мир во општеството, или да бидеме гаранција за граѓаните, а не да настапуваме од партиски позиции и при тоа да искажуваме мислења и ставови кои што се спротивни на стандардите кои што треба да важат за едно однесување со интегритет на полициски службеник. Во тој контекст морам да кажам дека ги следиме сите тие состојби, ги детектираме и во тој контекст јас би сакал да упатам две пораки. Едната порака е во контекст, односно во правец на непрофесионалното и неетичко однесување на одредени припадници на Министерството за внатрешни работи, кои не знам од кои причини се експонираат во јавноста со такви несоодветни однесувања, кои го рушат угледот на полициски службеник во Министерството за внатрешни работи. Значи, за овие лица ќе се преземаат действија, ќе се преземаат мерки и веројатно е дека кога ќе се создадат предпоставки, тие ќе се соочат со институционална одговорност во рамките на Министерството за внатрешни работи. Значи, не со промени, не со преместување, него со институционална одговорност. Тоа е пораката практично што сакам да испратам кај сите тие луѓе, односно кај сите тие припадници на Министерството за внатрешни работи кои го рушат угледот на Министерството за внатрешни работи од не би кажал партиски или политички интереси. Тоа е неразбирливо за мене. Другата порака која што сакам да испратам е практично се однесува на најголемиот дел од припадниците на Министерството за внатрешни работи кои се високи професионалци. Ги охрабрувам да опстојат и да издржат и на притисоците со кои некои од нив се случуваат или се изложени, да не наседнуваат да преземаат незаконски действија, да продолжат професионално да се однесуваат, и тоа е сигурно единствена гаранција за функционирањето на Министерството за внатрешни работи на начин како што очекуваат граѓаните на Република Македонија. Морам да ве прашам, кога Оливер Спасовски дојде на функцијата технички министер за внатрешни работи, најави голем случајот со фалсификувани лични карти во кои што беа обзнанети во неделникот Фокус и најави голема истрага за која што кога ќе се даде приоритет на истрага, таа треба да тече јавно, транспарентно, брзо, да се дадат податоци, но потоа замолкна, па се случио на аферата Фабрика за афери и оттаму ништо не слушнавме повеќе за тие случаеви, развојот на тие случаеви од министерот Спасовски. Па до каде се случаи? Се работи ли на нешто? Морам да се вратам практично на моите очекувања кои беа од кога беше поставен господин Спасовски за министер за внатрешни работи, со оглед на тоа што иако не го познав човекот претходно, самиот факт што се работи за генерален секретар во една голема политичка партија, моите очекувања беа дека ќе имаме работа со човек кој ќе има одговорно однесување. Меѓутоа, практично реториката која што ја употребуваше како генерален секретар надвор од министерството, он продолжи да ја употребува од кога беше назначен за министер за внатрешни работи. Значи, тезите кои што ги пласираше пред кога беше надвор од министерството, например, највулгарната или по мене бизерна ситуација, манипулирањето или конструкциите за случајот Куманово диво насилие, каде што сакаат да фрлат сенка на целокупната акција на полицијата, тој почна и истата реторика да ја употреби да применува кога да дојде за министер за внатрешни работи. Конструирајќи различни случаи, инициирајќи различни истраги, излегувајќи на пресконференции, информирајќи јавноста, не знам, за некои големи случаи, и во тој контекст беа случаите поврзани со патните исправи, ако се сеќавате, тоа беше 2014 година,
па случаевите со личните карти кои беа со самото негово назначување. И сето тоа практично беше пренесено во јавноста на начин да овие два случаја се поврзува или ги спојува со познатиот случај сега што се занимава специјалното јавно обвинителство и не би сакал да го коментирам бидејќи има постапка што се води за него, случајот со лични карти за граѓани од Пустец. Значи да создадат една таква фама дека во Министерството за внатрешни работи работите биле толку исполитизирани и толку до тој степен било злоупотреба Министерството за внатрешни работи, што не е точно и демантирам апсолутно, го демантирам тоа и со показатели кои што ги кажав на почетокот од разговорот, но морав да излезам во јавноста после неговиот настап за патните исправи и за личните карти, да излезам во јавност и да го повикам да се воздржи од такви коментари или од такви конструкции и дека многу брзо може да се расчистат тие дилеми и како што кажав дека брзо може да се расчистат тие дилеми и така се случи, се расчистија. Не само што се потврди, не само што се утврди дека не станува збор за криминални активности во рамките на Министерството, туку се потврди дека станува збор за криминални активности од една организирана криминална структура која била многу блиска во комуникациите имала многу блиски односи со Социјалдемократскиот сојуз, со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, со Оливер Спасовски, генерален секретар. Ние откривме тамо дека тие се креатори на аферата и за патни исправи и за лични карти, за што се водат сега постапки во судска постапка. Така да и тоа практично и тие се случаи кои беа употребени или злоупотребени со обид да се фрли една темна дамка, една црна дамка на функционирањето на министер за внатрешни работи, но за среќа професионалните структури во Министерството за внатрешни работи успеа да ги расчистат тие дилеми и да посочат што е практично вистината. Во тој контекст беа спомнати, и ако се сеќавате, возачки дозволи, наводно фалсификовани возачки дозволи, што се потврди веднаш истиот ден или наредниот ден дека тоа се грешки направени од една реномирана мултинационална компанија со седиште во Германија, кој изработва лични документи во Министерството за внатрешни работи, но тоа се само случаи од кои што може да се види како и до кој степен е спремен Оливер Спасовски да го злоупотреби системот во Министерството за внатрешни работи за дневно политички цели. Морам да ве прашам, се занимавате ли вие со радиодифузна такса? Па бидејќи министерот Спасовски, да речеме, во попладневните часови кога учествува на оние партиски средби со граѓаните, ветува дека ќе биде укината радиодифузната такса. Видите, направив мала дигресија, мала шега да го спуштиме разговорот, меѓутоа интересно е тоа што ако веќе се говори дека мораше да има технички министер бидејќи има партизација ако веќе се говори дека мора да се одвои државата од партијата. Како е возможно од 8 до 16 часот да е министер за технички министер за внатрешни работи, а потоа да оди на средби со граѓани и да збори за субвенции, за радиодифузна такса, дали ќе се укинело, за екстерното оценување. Колку сето тоа доликува на еден човек кој што вели ние мора да одвоиме државата од партијата? Не би сакал да бидам во негова кожа, едноставно се гледа демагогијата и демагошкиот пристап во настапувањето. Практично не ме гледајте што правам, слушајте ме што зборувам. Меѓутоа, очигледен пример или еклатантен пример за неодвојување на партијата од државата. Невозможно е да и со однесувањата кои што ги спомнавме во контекст на лансирање или конструирање на различни афери за дневно политички цели и тоа што го прави сега после работно време, мислам излишно. Има ли министер за внатрешни работи работно време? Излишно е да зборуваме за одвојување на држава од партија и преку неговото однесување и преку однесувањето на неговите советници кои што кажавме да се активни политичари во Социјалдемократскиот сојуз. Меѓу кој првиот човек што е задолжен за односи со јавноста, со кој што да речеме може да влие во тоа во кои медиуми би се појавил министерот, а во кои не, и од тука доаѓа и оној проблем што се нарекува нели реформи во медиумите. Но тоа е веќе сосема друга тема. Најавив на почетокот дека
периодот што следи во многу брза иднина не очекуваат предизвици што ја опфаќа и безбедноста, тој е миграцијски бран кој што се најавува од соседна Грција. Во Македонија веќе се присутни членови на полициските служби од Балканската рута, од државите од Балканската рута, дел од нив кои што помагаат. Па ме интересира како тече таа соработка, како тече соработката со соседна Грција, дали се подобрени и односите помеѓу полициите меѓу двете земји во однос на оваа миграцијска криза. Колку оваа криза може да влијае на безбедноста во Република Македонија и колку во едни вакви услови, малку долго прашање, но очекуваме поширок елаборат, Министерството е во функција подготвено да се справи со тие предизвици? Актуелна безбедносна тема, актуелно безбедносно прашање. Во контекст на моменталните состојби на кои посочивме предходно, со незаконските промени, со незаконските назначувања, со судските постапки кои што се одвиваат во рамките на управниот суд, со правосилните решенија со кои треба практично се вратат сменетите началници и незаконски назначените извршители од нивна страна. Тоа практично од една страна, од друга страна ризици со кои државата се соочува, само по себе се наметнува како проблем во функционирањето на министерството. Дотолку повеќе што според информациите или според коментарите на нивните перјаници во рамките на Министерството за внатрешни работи, како полициските советници или лица што вие ги спомнавте што се експонираат на Facebook или на други социјални мрежи, планирале да одат и понатаму со незаконски промени, се со цел да имале целосна и тотална контрола врз Министерството за внатрешни работи. Со тоа, одговорно тврдам, само ќе се наметне и се воспостави тотален хаос во Министерството за внатрешни работи и јас за тоа сигурно е дека ќе ги информирам и представниците на меѓународната заедница во Република Македонија, бидејќи многу од реформските процеси за кои зборував на почетокот од овој разговор биле директно инволвирани и биле вклучени во сите тие реформски процеси. И сега мојата грижа за состојбите во Министерството за внатрешни работи сакам да споделам и со тие представници, бидејќи биле вклучени во сите тие проекти и процеси. Баш во контекст на попречување или превенирање на идно хаотично однесување или на идни хаотични одлуки во рамките на Министерството за внатрешни работи, се со цел да можеме да бидеме способни да се справуваме со овие актуелни безбедносни прашања, особено мигрантската криза, која што граѓаните на Република Македонија се сведоци дека од ден на ден ескалира како состојба и ризици постојат да излезе целосно од контрола. Бидејќи сведоци сме на фактот дека Европската унија се уште нема една заедничка конзистентна рамка на делување во однос на миграцијските прашања и проблеми, нема доволна и соодветна координација, се поочигледни се интенциите, односно намерите на националните влади да пристапуваат кон унилатерални решенија за справување со миграцијската криза и во тој контекст ние како Република Македонија се наоѓаме во една навистина незавидна позиција. Зашто? За тоа што граничиме со Република Грција, кој има исклучително тешки проблеми со миграцијските движења. Миграцијските проблеми во Грција доаѓаат од Турција и сега практично со унилатералните активности на државите по Балканската рута и државите на крајна дестинација во контекст на редуцирање на влез на мигранти или профилирање на мигранти од соодветни држави, веќе се создава само по себе една состојба која може да ескалира многу брзо и во Република Грција и особено во Република Македонија. Видовме неодамна да. Со обидот за пробивање на Така да тоа е еден балон кој што се дува и понатамо и многу ќе зависи. Може ли да очекуваме такви напади? Па јас апсолутно очекувам такви напади, бидејќи се трупат мигрантите во Грција и особено на граница со Република Македонија. И тоа е состојба која што по мене тешко ќе може да ја контролираат и колегите од Република Грција.
Пред да ви го поставам последното прашање, ме интересира колку медиумите имаат удел во сето тоа. Видовме известувања на BBC за тој обид за пробивање на оградата. Видовме и транспаренти на мигрантите кои што велат ви благодарам на медиумите. Видовме и реакција во Грција каде што беа спречени, каде што со уредба на Министерството се спречени веќе медиумите да пристапуваат кон тие кампови и воопшто да имаат контакти до мигрантите. Видете, мислам дека нема да звучи субјективно, но Република Македонија многу направи во однос на превенирањето и на справувањето со миграцијските проблеми или со мигрантската криза и во делот на хуман пристап према мигрантите и во делот на безбедносните аспекти, дава силна контрибуција или силен допринос на државите од Европска унија за амортизирање на овие проблеми и навистина по мене нити е коректно, нити е фер Република Македонија да има третман таков од одредени медиуми кои видовме како известуваат не само во последниот инцидент кој што беше, него и есента, односно август месец и септември месец минатата година. Едноставно ние имаме обврска да ја заштитиме нашата граница. Ние имаме обврска да го редуцираме влезот на мигранти, односно на бројот на мигранти согласно нашите капацитети, согласно капацитетите на државите на север по рутата. И во тој контекст мислам дека неправедно бевме посочени од одредени медиуми за несоодветно однесување и постапување према мигрантите. Да се вратиме на состојбите во Министерството за внатрешни работи, не очекуваат избори. Или Министерството во полн капацитет за обезбедување на тие избори да се да истече во совршен ред како што се очекува, нели? Како што зеде замав веќе да се гласава од Република Македонија. Јас сум сигурен дека Министерството за внатрешни работи има капацитет да обезбеди соодветни услови, безбедносни услови за спроведување на фер и демократски избори. Тоа било случај и во минатото, и досега. Секој пат имало организиран систематски пристап во планирањето на мерките и активностите, штабски пристап во координирањето на активностите пред изборите и за време на изборите. За тоа може да посведочат многуте представници на странски мисии во Република Македонија и амбасади, кои биле практично дел од тој републички оперативен штаб кој бил одговорен за спроведување на безбедносни и соодветни услови за фер и демократски избори. И независно од тенденциите за партизација и за политизација на Министерството за внатрешни работи преку незаконски назначувања, преку награди на политички активисти од СДСМ, преку назначување на некои си позиции високи надвор од системот за кариера во Министерството за внатрешни работи, јас сум сигурен дека Министерството за внатрешни работи го сочинуваат во најголем број професионалци со висок личен и професионален интегритет и тоа е за мене гаранција дека тие луѓе и понатаму и на следните избори ќе се однесуваат професионално и одговорно и ќе дадат допринос за создавање на услови и претпоставки за фер и демократски избори. Не ве прашав случајно за изборите, бидејќи дали сметате дека изборите ќе стават крај на ова што сега вие го пишувате како хаос во Министерството за внатрешни работи? Па јас мислам дека само изборите се претпоставка за поставување, односно за враќање на државата на колосек или за враќање на Министерството на вистинскиот колосек по кој беше и сум убеден дека после тоа ќе се создадат претпоставки за надминување на слабостите кои што постоеле во системот на Министерството за внатрешни работи, кои што слабости бевме сведоци беа искористени или злоупотребени од една суврезивна криминална структура на луѓе. Се виде дека тоа се припадници на Социјалдемократскиот сојуз кои го злоупотребија системот во управата за безбедност и контрразузнавање. Не би сакал повеќе да долучам бидејќи се води судска постапка за тоа. А истата таа криминално суврезивна структура практично беше генератор на слична активност и во 2001 година со аферата Големото, ако се сеќавате. И во тој контекст мислам дека
само со избори ќе се создадат соодветни претпоставки да се надминат овие состојби и да продолжиме да градиме системот во Министерството за внатрешни работи понатаму, надминувајќи ги сите слабости или зајакнувајќи сите капацитети во сите сегменти на делување на Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам за овој интервју. Ова беше прво интервју, прво ваше гостување во Република. Се надевам не и последно да се гледаме и за поубави работи, иако не чекаат премногу предизвици во следниот период. Тоа беше разговорот со дополнителниот заменик министер во Министерството за внатрешни работи Митко Чавков околу партизацијата на Министерството за внатрешни работи и безбедносните предизвици предизвикани со мигрантската криза. Ви благодарам на вниманието.